Почитуван представник од Советот на јавни обвинители, имам едно чувство, разгледувајќи ги годишниви извештаи на повеќе институции, дека ние, разгледувајќи го овој извештај, не баре сме Министерство за јавна администрација или Министерство за финанси, па читаме систематизации, колку слободни места имало, а колку недостасувале и колку дополнителен буџет е потребен за оваа институција да функционира нормално. Во услови каде што имате држава, каде што имате 2% доверба во ваквите институции, да поднесете еден ваков извештај, мислам дека е доволно да биде главна подкрепа на идејата за веднаш и неодложно распуштање на една ваква институција. Затоа што една ваква институција нема никаков основ да постои. Ова е извештај кој што би се кажал дека е доказ, документиран доказ за една апсолутно никаква потреба од постоење на една таква институција и извештај кој што е полн со небулози. Сега да не излезе дека ние тука паушално критикуваме нешто, ќе ми дозволите како што идам по страниците од тоа што е напишано во овој извештај, така да го дадам и моето мислење и согласно тоа што ќе го кажам со аргументи и докази да го подкрепам тврдењето кое што сами ќе го бранам во ова собрание, ако има можности ќе гласам за веднаш и неодложно ваквите институции кои што се институции за ништо да бидат распуштени. Имаше еден господин ваш претходник во претходниот мандат, тука не убедуваше, имаше една главна реченица: јас за тоа не сум надлежен. Како да е ненадлежен за ништо. Сега, кога ќе го прочитате целиот извештај, практично е доволно конфузно прво да видите дека имате одредена надлежност, па немате, па потоа сами да признаете дека имате одредена надлежност. Но ајде да започнеме. Страна 5, вториот пасус, вели: оваа институција, Советот на јавните обвинители, ги разгледуваше годишните извештаи на јавното обвинителство на Република Македонија, на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, на висшите јавни обвинителства и на основните јавни обвинителства, а членовите на Советот имаа увид и во месечните извештаи на јавните обвинители. И добро, господјо, не ви падна нешто индикативно додека вие земате плата да разгледувате извештаи на институција што има 2%? Добро, не ви падна малку незгодно од тоа да ги поменувате ТВ приемниците секој ден и програмите да гледате држава во која што царува корупција, а политичари кои што имаат високо организирана корупција и тоа сите го знаат во државата, а вие тука да го гледате тоа и ништо да не правите? Не ви е малку срам да земате пари од овој народ за такви работи, односно за правење ништо? Не ви е малку незгодно да гледате како фудбалери кои што играат фудбал по институции и доделуваат договори на хеј, доел на пратеници, ја тебе војводо, ти мене сердаре, и вице-премиер кој што иде на телевизија и дели квалификативи какви што ќе му текне, а тој од десна страна што седи до вас, што земал 10.000 евра, доаѓа тука на консултации и преку Вибер пораки му праќаат: нападни го ово или види така или кажи така или поднесе вакво обвинение, а вие сте надлежни за тоа. Не ви е малку индикативно? Мислам дека кога се извршува одредена функција, треба човек да почнува од две доминантни особини: чест и достоинство. Сега ќе ви објасним една друга теорија која што ја развив седејќи и слушајќи ги колегите. Дека целата суштина на оваа институција е некој да си земе плата. Дека ние ќе седиме, добро е платава додека има, ако можеме да ја зголемиме и нема да правиме ништо и ќе отидам во собрание, ќе отидам таму со, ги почитувам сите различности во оваа држава, да кажувам колку мажи или жени биле вработени во некој обвинителство. Замислете во ваков извештај. Кого тоа го интересира? Мене лично не. Зошто? Не дека не сметам дека е тоа многу важно, туку во држава во која што царува криминал и корупција, каде што вице-премиер си пишува закони за организирање на игри на среќа, да не ги зборувам другите работи, вие тука да пишувате колку мажи и жени биле вработени во обвинителството. Добро бе, луѓе, тоа ли е најважно? Ајде да идеме понатака. Страна 6. Советот е самостоен орган кој ја обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители во вршењето на нивната функција. Целта на неговото формирање е обезбедување на нивна самостојност, професионалност и стручност во вршењето на функцијата на кривично гонење, како една од трите основни функции во казнена постапка. При тоа обврска на Советот е да работи на зголемување и одржување на довербата на јавноста во неговото работење, а воопшто и во самиот јавно обвинителски систем. Ова ќе го земам копи-паст и кога ќе излезам тука
да го бранам законот зошто треба само да се распуштите, ќе го прочитам овој дел. Овој дел е доволно само да го прочитам. Сега, ако сте ненадлежни за ништо како што имате пишано во извештајот, зашто чуму сте го пишале ова? Добро, се согласувам со вас дека е вака. Што направивте во 2023 година за да исполните барем една од овие цели кои што сте ги пишале тука? Јас ќе ви кажам, ништо не направивте. Апсолутно ништо не сте направиле за било која од овие реченици кои што вие сте ја кажале. Ниту има ете како што е тука напишано самостојност, ниту професионалност, а бога ми нема ни никаква стручност во вршењето на работата на јавното обвинителство во оваа држава. Што има? Насоки по телефон, политички прогон, обвинители кои што делуваат на трансфер пазарот за кого повеќе да одработат и да наплатат, и пресуди кои што се смешни. Понатаму, страна 7. Во членот 10 од деловникот за работа на Советот на јавни обвинители, а и во врска со членот 9 од Законот на Советот на јавни обвинители, а предвидена надлежност за Советот, и тоа е ги избира и разрешува јавните обвинители, одлучува за утврдување на нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител. Само да најавам, ова ми е веќе увертира на една друга тема. Значи, не сте ненадлежни за ништо, туку можете и да констатирате одговорност. Дали некој добро ја завршил работата или не ја завршил добро работата. Сега, која е главната квака во овој дел? Како вие, со политичко влијание или со некое друго влијание, не сте успеале една година, замислете, да направите кворум за да констатирате одговорност. Или, што е уште поинтересно, Комисија за утврдување на дисциплинска одговорност заседава, одлучува дека има дисциплинска одговорност и овој совет одлучува поинаку во 2 дела за сторена тешко дисциплинско прекршување на одредените дела. За еден обвинител му давате една казна, за другиот друга казна. Ама кога треба да одлучите една година, не собирате кворум. Одиме понатаму. Тоа ќе го објаснам понатака. Кога излегував да зборувам, почитуваниот колега Драган Ковачки напомена една работа, добро ќе ја објасни. Да кажам каде е парадоксот на вашата институција и уште еден доказ зашто треба веднаш да се укине. Страна 10. Вели, Советот на јавните обвинители, како во претходните години и оваа извештајна година, со посебни седници ги разгледуваше извештаите на јавните обвинителства, додека членовите на Совет координатори за подрачје на вишите во континуитет продолжија да ги добиваат и разгледуваат месечните извештаи за јавните обвинителства. И тука имате наброено кои јавни обвинителства. И замислете, да биде парадоксот поголем, сте напишале тука дека постигнале некакви резултати во работењето. Што понатака да кажам, да кажете се? Мене ми е срам што седам тука пред вас и во зборот. Како понатака сега да продолжам со некоја сериозна дискусија, да не го сватам ова како некоја комедија во која што ефтини актери креираат сценарио кое што е веќе видено. Значи, вие сте седеле таму цела 2023 година, сте имале многу седници по она што можев да видам, и вие сте одлучиле дека постигнале значителни резултати во работењето. Шо сега понатака ние тука да дискутираме на некое сериозно ниво и граѓаниве што гледаат да сватат да речат тебе пратеници во собраниево имаат сериозна дискусија. Како господјо вие дојдовте до тој заклучок? Па вие сте сите таму вообразовани вие. Сите сте со многу искуство во вашето работење. Да се сретнеме во друг формат, ќе ви кажев што мислам за ова, односно што се кажува народот, како се прави некој со сила кога ги гледа овие работи. Овде не може. Ама овакво нешто да напишете во Република Македонија, каде што имате обвинител, одговорен на организиран криминал, едната ја фатија дека дава податоци со осудени за рекет, другиот после не можеме да го видиме по телевизија, на глава му седат овие од ДУИ, и вие сте седнале таму и сте констатирале, и вашите координатори на јавните обвинителства на месечно ниво, дека постигнале значајни резултати во работењето. И да не биде парадоксот толку мал, вели Советот на јавни обвинители позитивно ги оцени извештаите од сите јавни обвинителства за изминатата година. Каде живееме ние? Знаете на што ме потсеќа оваа реченица напишана на новинарот
кога еден од обвинетите доаѓаше пред зградата и кога го праша дали е во Македонија. Па јас истото ви прашав дали и вие живеете во Македонија. Кажете ми, излезете тука и еден случај кој што е решен од почеток до крај. Сваќате сега зошто сте институција за земање плата? Ако имате вие 98% од населението што оценува дека негативно работите, вие вакво нешто да напишете во извештај е исмевање на народот. Гајле ми е како ќе ме разберете, воопшто не ми е важно. Не се секирам за вашиот впечаток. Не знам како да ви кажам. И на пленарна седница ќе зборувам за ова, зашто ова што го пишувате е срамота. Заради тоа што вие, корумпирана каста на луѓе, ги бркате луѓето од оваа држава. Заради вакви работи што ги пишувате. И не смее со вас човек да има политичко однесување на едно европско ниво, затоа што тоа не го заслужувате. Затоа што постои еден пример во светот на Джовани Фалконе, каде што треба да се среди. Или можам, или не можам. Вие не ја заслужувате платата што овој народ ви ја дава. И срам треба да ви биде кога идете на ТВ дневниците и браните дека некој не требало да ве распушти. Не само што треба да ве распушти, веднаш и неодложно. За да се правите по ТВ емисиите дека ништо не разбирате, дека вие сте ненадлежни и дека вие немате никаков ефект врз работата на јавното обвинителство, да пишувате вакви работи. Ова е навреда. Јас се чувствувам навреден читајќи го. Кога гледам во каква држава живеам и кога видов што се случуваше во 2023 година. Ајде да продолжиме, да не излезе дека некој го кажува тоа што едноставно не е соодветно. Еве страна 13. Во извештајната година, Советот, постапувајќи по жалбите на јавните обвинители против одлуките на Комисијата за водење на дисциплинска постапка, како и по предлогот на Комисијата за разрешување на еден јавен обвинител во функцијата, донесе две одлуки со кои се укинаа одлуките на дисциплинската комисија спрема двајца јавни обвинители, но од процесни причини и констатирани нејасноти во однос на изреката и образложението на решението на комисијата. И понатаму Советот, вели, ја потврди одлуката на дисциплинската комисија со која што на еден јавен обвинител за тешка дисциплинска потврда му беше изречена дисциплинска мерка за, мислете, намалување на месечната плата во однос на 30%. Па добро, не ви е малку индикативно па да напишевте во овој извештај ние како пратеници што гласаме каква е таа дисциплинска повреда? Или треба да читаме колку мажи и жени има вработено? Јас не сум раководител на сектор за одобрување на систематизација во Министерство за администрација, па на вас тука да ви ги читам колку луѓе ви се потребни. И му кажав тогаш и на јавниот обвинител, додека сум член на Комисија за финансирање, никогаш нема да поддржам зголемување на средства за ваквите институции заради ваквото отворено исмевање на јавна сцена. Никогаш. И понатаму пишува во текот на оваа извештајна година Советот на јавни обвинители пред се од објективни причини не успеа да обезбеди услови за да одлучи по поднесените жалби против решението на комисијата со кое што се излечени дисциплински мерки против тројцата обвинители. Кои се тие објективни причини? Како можете да соберете кворум кога требаше да го разрешите оној лоповот кој што земал пари за да седи до вас? Наместникот, гласникот, курирот, на овие тука кои што мислеа дека државата е нивна својна, тогаш можете да се соберете. Како не сте се собрале една година, а тука ни кажувате дека сте одржале 28,9 седници? 23. Благодарам, колешки. 23 и вие ревностно сте ги разгледували извештаите за кои што се заклучиле дека има значајни резултати, ама за овде не сте собрале кворум. Господјо, вие мислите дека во оваа држава не постојат луѓе кои што не може да ве фатат во вашата организирана склопка на организирање на едни вакви небулози? И уште кратко, и завршувам, затоа што сметам дека исцрпени се сите можности. Ете, полова и етничка припадност по обвинителството. Океј, мене тоа не ми значи ништо, во услови кога 2%. И еве го табеларен приказ на јавните обвинители по одлуката за систематизација во јавните обвинителства. Ова е напишано во годишен извештај. Нема ништо за седниците, нема ништо за изречените дисциплински постапки, но за систематизација и каде што на крајот од извештајот се заклучува
дека на вас ви се потребни повеќе финансиски средства и повеќе вработени за вие да ги покачите вашите перформанси. Во држава во која што имате организиран криминал на секој чекор, во која што имате неразчистени убиства, во која што криминалците и шефовите на организираниот криминал се уште ви се пратеници, се уште ви се актуелни политичари, во кој што имате 3 години каде што никој не одговара за изгорени луѓе, во кој што имате глава на мафијата која што заседава и живее во Струмица и управува со животите на луѓето, во која што имате склучени најмногу договори за јавни набавки во 4 очи, во која што само една фирма добива десетици милиони евра за ископ на јаглен, за увоз на струја, каде што имате секојдневни скандали и индиции за постапување на криминал, каде што имате 85 дена отворени врати од сите институции за обвинителите да влезат внатре и да ги отворат сите постапки, каде што имате дузина на кривични пријави каде што не се постапени, каде што имате еден кој што на глава му стојат организирана политичка криминална мафија каде што никој не ги допре во државата, и вие одлучувате од тоа се да не напишете еден извештај каде што ќе ги имате овие две работи. Нема да поддржам ваков си извештај, остро ќе се спротивставам на ваков начин на однесување кон парите на граѓаните и сметам дека ако треба нешто да се каже со еден збор да се опише овој извештај е една срамота. Благодарам.